Добар ден, драги ученици! Јас сум наставничката Симона Симоновска од Основното училиште Коле Неделковски од Скопје. Добре дојдовте на часот по македонски јазик со наставна содржина рецитирање на песната Есен. Пред да започнеме, да ги слушнеме целите на овој час. Да се оспособат за правилно, изразно и гласно рецитирање на песната со почитување на интерпункцијските знаци. Да ја усовршуваат техниката за изразно рецитирање на уметничките творби, правилно дишење, дикција, интонација, темпо и ритам. Да развиваат љубов кон поезијата и литературата воопшто. Да ги применуваат стекнатите знаења и навики во секојдневното однесување. Ајде да размислиме и повториме за песна и нејзините елементи. Како што знаеме од минатата учебна година, песната е литературна творба составена од строфи и стихови. А што беше тоа строфа? Два или повеќе стиха формираат строфа и стихот представува еден ред од песната. А сега, ученици, отворете на страна 21 од учебникот по македонски јазик и внимателно прочитајте ја песната Есен. Есен. Есента е златна, златото и го подарија плодовите. Есента е дождлива, дождот и го подарија облаците. Есента е игрива, играта и ја подарија жолтите лисја. Есента е плодна, плодовите и го подарија сонцето и дождот. Есента е распеана, песната и ја подарија птиците. Есента е насмејана, смејата и ја подарија децата. Есента е училиште, училиштето таа го подари на децата. Оваа песна ја напишал авторот Неџати Зекирија. Откако ќе ја прочитате песната, да слушнеме што е тоа изразно читање, односно рецитирање. Изразно, убаво читање на песна представува вид на читање на глас или рецитирање во кое рецитаторот, ученикот, ќе вметне елементи на уметничко изразување. Со овој вид на читање или рецитирање се навлегува и во најискрените тајни на текстот. Се открива душата на авторот на песната и неговите чувства и расположение. Но сето тоа е невозможно доколку не ги знаеме правилата за изразно и убаво читање, односно рецитирање. Откако ќе ја прочитаме песната, можеме да ги научиме правилата на убаво и изразно читање или рецитирање на песната. Под број 1. Научете ја песната напамет. Песната треба да ја читате полека и да се обидете целосно да ја разберете нејзината содржина. Пронајдете непознати зборови, доколку ги има, и открите го нивното значење за текстот да ви стане појасен. Под број 2. Прочитајте ја песната гласно. Прочитајте ја песната повеќе пати, додека не ја пронајдете соодветната јачина на гласот, интонација за секој стих. Под број 3. Рецитирање на песната. Застанете исправено и обидете се гласно да рецитирате за да слушнат сите. Природно опуштете ги рамењата, вратот нека биде во природна положба. Додека читате или рецитирате, треба да уживате во содржината на текстот, односно да го замислувате она што се зборува или опишува во текстот. Читањето или рецитирањето не треба да биде здодевно. Обидете се некои важни зборови, стихови, да ги рецитирате погласно и побрзо, а некои потивко и поспоро, за публиката да ја доживее содржината на песната. Важно е да ги почитуваш интерпункцијските знаци, кај секој знак треба да направиш кратка пауза.
Во текот на рецитирањето можеш да правиш одмерни движења, мимики на лицето во согласност со тоа што се зборува во песната. А сега да се обидеме да рецитираме. Ученици, застанете пред огледало и замислете дека сте на некоја сцена, пред голема публика. Па затоа треба да ја рецитирате песната Есен со силен, јасен, уверлив глас во кој ќе ги покажете своите чувства и емоции. Со среќа во рецитирањето. Еве неколку предлог активности за дома. Во тетратките за домашна работа пополнете табелата Техника квадрант. Се пополнува табела со 4 полиња. Секое поле има свое значење. Ова е техниката квадрант на која што ги гледаме 4 полиња кои што ви се потребни и треба да ги пополните според следните инструкции. Во полето илустрација на песната треба да нацртате слика што ја представува песната. Во полето предизвикани чувства треба да напишете какви чувства ви побуди слушањето, читањето и рецитирањето на оваа песна. Во полето звуци поврзани со песната треба да наброите некои звуци што можеме да ги замислеме или слушнеме кога ја читаме, односно рецитираме оваа песна. И во полето врска со доживеан настан треба да напишете еден настан што ви се случил, а ве потсетува на некој дел од песната. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.